Во štip majka i kerka celi 53 години трпат кјотек од своите мажи. Она што на неја и се случувало во изминатите 40, во последните 13 се случува на незината керка, тврди Цвета Ристик. Многу го малтетира, многу. Вика, ја у коскина влекла нервоза, мака у крв и нож носил у njega. Фалили се пиштоли мал. Не можејќи да ја издржи тортурата, незината керка побегнала од дома и веќе 10 дена за неа никој не знае ништо. Керка ми че зна, не знам каде е. 10 дена ја нема. Нема ја 10 дена тук. Не може да спием, не може да јадам, мака имам и ја, тешка ми е мака и на мене. Освен керката, вели Цвета, зетот постојано ја малтретирал и 13 годишната внука. Внучето ми страда. Кај татко му ја, ама синоќ многу го малтетирал. Многу сака да ја ќе те влечу, ја ќе те одвлечу, ја ќе те малтетирам. Чуда прави, чуда. Увеле сака да го носи, а она си го тражи. И оно неќе. Плака, неќам тато, неќам мамо, мамо. За домашниот пекол многу пати била известувана и полицијата, но иако таа интервенирала, насилството од зетот не престанало. Од трауми, керката Сузана паднала и останала инвалид. Поради ова Цвета веќе не верува во институциите, туку во судбина. Тврди со керка и се случува истото што и со неа. Иста приказна, и ја така беше, ама ја многу влечо 40 години. Цепа, искаруе надвор, малтетира, како, 40 години, не една и две, знаеш. Болна сам, 3 операции, мозачен удар имам ја. Још ово ли ми фали на мене. Сепак државата нема да остане настрана од овој случај. Идниот петок судот ќе одлучува за развод и старателство над единственото малолетно дете. Се разбира доколку керката Сузана биде пронајдена или самата од некаде не се појави. Дотогаш Цвета неа ќе продолжи да ја бара секаде.